Собранието на Бугарија на денешната сесија со 139 гласа за го ратификуваше протоколот за пристапување на Северна Македонија во НАТО. На седницата на парламентот во Софија присуствуваше и спикерот Талат Џафери. После толку години чекање пред вратите на НАТО за нас станува реалност. Убеден сум дека имањето на Република Бугарија покрај нас е силна гаранција дека и ние како земја, меѓутоа и целиот регион на Западен Балкан, ќе се развиваме и напредуваме во вистинскиот правец. Ниту еден од присутните пратеници не гласаше против или беше воздржан. На дебатата беа пратени и пораки дека македонските власти треба да водат сметка за правата на граѓаните што се чувствуваат како бугари. Со денешната ратификација ја покажавме решеноста на Бугарија да продолжи да ги решава проблемите во регионот и да се грижи за колективната безбедност. Господине Џафери, ви посакувам успех во не многу лесната задача да постигнете консензус и диалог во вашето општество. Џафери се сретни со бугарскиот премиер Борисов, која поздрави денешната ратификација. Парламентот го ратификуваше протоколот за Северна Македонија. Вложивме многу напори и би сакал да му се заблагодарам на парламентот и на пратениците. Со денешната ратификација во Софија сите три соседи членки на Алијансата, Грција, Албанија и Бугарија го потврдија приемот на Македонија во НАТО, чекор што се оствари со потпишувањето и имплементирањето на Преспанскиот договор зимето. На оваа спогодба и претходеше договорот за добрососедство со Бугарија, кој пак овозможи силна поддршка од официјална Софија за евроатлантските процеси. Но се уште остануваат чувствителни прашања меѓу двете земји, пред се во делот на толкувањето на историјата, за кој вчера и денеска во Скопје дебатираше мешовитата македонско-бугарска експертска комисија за историски и образовни прашања. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.